Добар ден, 16:30, термин за првиот дневник на Канал Плюс. Почнуваме со кратка најава за делот содржините. Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски не се повеќе министри во владата на Никола Груевски. Собранието на Република Македонија им изгласа доверба на новите министри Митко Чавков и Владо Мисајловски. Граѓаните масовно изразија почит кон македонската полиција. Со мирни собери во 23 градови јасно е упатена пораката за силна подршка на безбедносните сили. Објавен е конкурсот за избор на новите младоженци за 9-та пијанечко-малешевска свадба. На конкурсот може да се пријават млади парови, од кои барем едниот треба да е од овој регион. Гордана Јанкуловска и Миле Јанакиевски не се повеќе министри во владата на Никола Груевски. Собранието на Република Македонија им изгласа доверба на новите министри. Со Министерството за внатрешни работи ќе раководи досегашниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, а со транспорт и врски Владо Мисајловски, досегашен директор на јавното претпријатие за државни патишта. По вчерашните предадени оставки на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски, премиерот Никола Груевски денеска се обрати пред Македонското собрание, на која даде предлог за нови министри. За министер за внатрешни работи го предлага Митко Чавков, за кој смета дека е одговорна личност која може да ја води функцијата министер, а кој моментално е директор во Бирото за јавна безбедност. За нов министер за транспорт и врски, премиерот го предлага Владо Мисајловски, кој моментално е директор на јавното претпријатие за државни патишта. Груевски за Јанкуловска и Јанакиевски изјави дека оставиле печат во своето работење и со својата пожртвуваност во ресурсите што ги водеа на дело покажале како се бранат интересите на државата и дека зад нив стојат многу успешни проекти и дека станале синоним за успех. Собранието на Република Македонија ги изгласа новите министри. Со 74 гласови за и 4 против, Митко Чавков ќе биде министер за внатрешни работи, а со Министерството за транспорт и врски ќе раководи Владо Мисајловски. Вчера граѓаните масовно ја изразија поддршката кон македонската полиција. Со мирни собери во 23 градови јасно упатија порака за силна поддршка на безбедносните сили како столб на безбедноста во државата. Канал Плюс вчера беше меѓу народот. Секогаш за полицијата, за војската, за армијата да даваме поддршка. Бидејќи животите си ги дадеа за нас. Да не одбранат нас. Ако не беше полицијата, во Куманово пепел ќе беше. Дадеме поддршка на нашата милиција. Многу животи дадовме, а тоа не е убаво. Јас би ги осудил извршителите на тие дела.
Сретен. Жал ми е ова што се десува. Со моето присуство сам рекла све. Продолжуваме со дневните случувања на истокот. Денес Штип е домаќин на голем број експерти за образование, учесници на меѓународната конференција за образование во организација на локалната самоуправа и Универзитетот Гоце Делчев по повод Денот на просветните работници 24 мај. Денес во Штип се одржа третата поред меѓународна научно-стручна конференција по повод Денот на просветителите 24 мај. Денеска по трет пат се одржува еден многу значаен симпозиум во нашиот град. Симпозиумот се однесува на воспитувањето и образованието. Само да се навртам, да речеме, десетина века наназад, кога се новие простори пишувала глаголицата од страна на Свети Кирил и Методи, и познатите тогашни изреки кога рекле дека народ без книги е прост народ, а народ без азбука е неписмен народ. И нормално се придружува Свети Кирил и Методи, нашите големи просветители. Не само од стратешко, национално, туку и културолошко е многу битно да ја негуваме нашата азбука кирилица, нашата писменост, а образованието е многу битен и составен дел. На овој научно-стручен собир се разменија идеи, мислења, предлози и искуства во воспитно-образовниот процес во Република Македонија. Исто така можеа да се слушнат практични искуства во делот на употребата на мајчиниот јазик во воспитанието и образованието, како и размислување за примената на информатиско-комуникацијската технологија. Овде сме со намера да ги анализираме состојбите и да дадеме наши размислувања, да ги споделиме искуствата и да дадеме наши размислувања кои за воиднина може би биле насока на одредени движења на самиот процес на воспитание и образование. Како резултат на оваа конференција ќе произлегува зборник кој останува како пишан документ за генерациите што идат. Оваа научно-стручна конференција представува спој на практиката и науката, кои се во насока на расветлување на моделите за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува образованието. Во развојот на образованието постои една парадигма која што вели училиштето е како репрезент на најмасовното образование во општеството е во постојана криза. Природно е да е така, со оглед на тоа што сегменти од општеството многу брзо се развиваат, а училиштето по дефиниција представува традиционална, конзервативна институција, во која што тешко се менува културата на однесувањето, културата на општењето. Во последните години се одржуваат бројни дебати, со надеж дека во следниот период ќе следат позитивни реформи кои ќе допринесат за поквалитетно образование и кадар, а со тоа и подобро едуцирани генерации. Симулирано судење на криминал од омраза се одржа во судницата на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. На симулацијата присуствуваа и студенти од Универзитетот во Ниш, Србија, кои се минатогодишни победници на Европскиот надпревар за симулирани судења во Страсбур, Франција. Со симулирано судење до практична примена на стекнатото знаење и нови искуства. Денешниот настан во судницата на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев за студентите значи големо искуство за нивните идни кариери во судството или адвокатурата. Преку неговото симулирање тука ќе стекнеме што се случува ствари во реалноста, како работи судството, како иде целата таа постапка и процедура. Во адвокатура се гледаше ли во судство, видно? Повеќе во адвокатура. Значи, јас имам улога на оштетен во овој предмет конкретно. Беше тешко бидејќи станува збор за оштетен кој што е од друга сексуална ориентација, значи поразлична, и требаше навистина да се влезе во улогата бидејќи станува збор за навистина специфичен предмет. Колку е тешко во улога на судија со поротници да изречете една казна за тешко кривично дело? Кто сум јас и тројца суди поротници. Всушност и не е многу тешко бидејќи при изрекување на казната сите заедно се консултиравме по советување и гласање, преминуваме на изрекување на казната. Своите искуства на идните штипски правници им ги пренесоа студентите од Правниот факултет во Ниш, кои се двократни победници на симулирани судења поврзани со човековите права согласно Европската конвенција. Рецептот за успех не можеме да го кажеме во една реченица, но можеме да кажеме дека рецептот е напорна работа со студентите кои имаат добро знаење и подготвување по долг временски период. За овој надпревар пред се треба теорија,
а со тоа за нив ова е и пракса, затоа што тие самите ги решаваат случаите. Овде за прв пат практично и тоа за нив е предизвик. Тоа е за нив велики изазов. Денешното симулирано судење беше причина повеќе да се промовира и универзитетската судница која свечено беше отворена минатата година. Во неа, според професорот Лазар Нанев, се представија најдобрите студенти на Штипскиот правен факултет. Одбрани се најдобрите студенти од правниот факултет овде за оваа година кои што имаат изворедни теоретски знаења и не случајно нормално се одбрани со цел останатите студенти да им бидат поттик, нели, да бидат еден мотив повеќе како би можело да се представиме во најдобро светло. Професорот Нанев најави еден доста амбициозен проект. Штипскиот правен факултет да биде домакин на годишно надпреварување помеѓу сите правни факултети во државата, со што добробитот ќе е размена на идеи. Бидејќи за тоа имаме и ресурси, се разбира, со опремата со која што располагаме, но истовремено ќе ни биде можност сите студенти кои што имаат амбиција во наредниот период, нели, да го продолжат своето школување за едни суди, обвинители така натаму, да ги покажат овде знаењата. Денешното симулирано судење беше поддржано од мисијата на ОПСЕ во Скопје и од амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Урбани и инфраструктурни активности во регионот. Општина Делчево изврши реконструкција на детски игралишта и спортски терени во населбата Милково Брадо. Во Карвинци деновиве се работи на патно поврзување на селата. Денес се асфалтираше делницата Радање-Оџалија. Деновиве со инвестиција на општина Делчево беа реконструирани детските игралишта во населбата Милково Брадо. Екипи на јавното комунално предпријатие Брегалница извршија целосна замена на постојното мрежно плетиво со нова мрежна арматура. Искршените клупи, столчиња, лулашки се заменети и префарбани, а реновирани си неколку телетниковци на игралишќата помеѓу улиците Глигор Прличев и Велко Влаховиќ. Граѓаните изразија големо задоволство за обновата на игралишќата, но од надлежните институции побараа да се стават во функција фонтаните за да можат посетителите да користат вода за пиење. Направие го убаво. Стварно, децата многу да одат деца. Да не се кршат децата, да бидат мирни и да слушаја кога ги вида јазика, ги опоменувам. Децата ва е направено да си играте повечко време, а не сада за 2 дена и да ги скршите. И толку. Само највеќе сакам да се пушти вода. Ја ако се пушти вода, ќе замета се тука ако треба. Те за водата ми е проблем и почесто да метат. Да додат, да метат, да... Тоа е за нас, децата, не треба да го уништуваме, треба да го чуваме. Па деца иска си играчко ни. Шом се згрее времето, тразят на вонка да изгледат, а оно го знае игралишето и да водим. Општина Делчево апелира до жителите на урбаните заедници, каде се лоцирани детските игралишта и спортски терени, да посетат поголемо внимание на зачувањето на истите. Паралелно со активностите за реконструкција на детските игралишта и терени, општина Делчево деновиве изврши санација и реконструкција и на клупите за седење во централното градско подрачје. Општина Карвинци презема повеќе активности со цел подобрување на условите за живот на жителите од селата. Денеска продолжи асфалтирањето на патот до селото Оџалија, до кое останува уште малку за целосно поврзување. Асфалтираме уште 700 метри на тој патен правец. Средствата ни се обезбедени од Светска банка, односно Светската банка за обнова и развој. Тоа е заем преку Агенцијата за државни патишта. И сакам да напоменам дека лани таму асфалтиравме 300 метри и направивме 1900 метри земени работи. Оваа година продолжуваме, асфалтираме уште 700 метри и другото пак ќе се поправат сите земени работи што се на тој патен правец. Патното поврзување меѓу Радање и Оџалија ќе значи многу за сите, и за жителите и за оние кои таму одгледуваат добиток. Тие освен пат бараат и водопоила за добитокот. Мачеме се, немаше пат. Сега добро има. Те градоначалникот прави. Добро за се. Вода нема, паста нема. Ево таму име вода, рече преска на градоначалникот, рече дека ќе копат, дали не знам. Вчера пристапен пат беше пробиен и од Цравулево до Руљак. Заедно со СИЗот за пасишта на Република Македонија во заедничка
акција направивме, го саниравме, односно го саниравме патниот правец село Цревулево, село Руљак. Тоа е патен правец ни е важен затоа што таму има многу сточари, има околу 20 жители што одгледуваат стока и така да заеднички сили со локалната самоуправа Карбенци ги подобруваме условите за живот во општина Карбенци. Комуналната инвазија во оваа општина ќе продолжи во други села каде што има потреба од патишта. Објавен е конкурсот за избор на новите младоженци за 9-та пијанечко-малешевска свадба, која ќе се одржи на почетокот на септември. На конкурсот може да се пријават млади парови, од кои барем едниот треба да е од овој регион. Започна трката за избор на новите младоженци за 9-та пијанечко-малешевска свадба. Организаторот Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево го објави конкурсот, на кој право на учество имаат парови, кои сакаат љубовта да ја крунисаат на стар автентичен начин, под превезот на старите традиции како што тоа го правеле нивните баби и дедовци. На конкурсот можат да се пријавуваат сите заинтересирани брачни парови. Услови за конкурсот значи се еден од младоженците да биде од Пијанечко-Малешевскиот регион. Вториот услов е да бидат правно регистрирани или тоа да го направат пред самиот чин на главната имплементација на Пијанечко-Малешевската свадба, да напишат едно мотивационо писмо и ќе се посвети акцент на писмото, бидејќи самото мотивационо писмо за свадбата го кажува и белегот на заинтересираните младоженци. Иако конкурсот е објавен пред само неколку дена, веќе има пријавено кандидати, а за останатите конкурсот ќе трае до крајот на месецот. Ние очекуваме за пријавување кандидати. Во моментот можеме да кажеме дека досега имаме пријавено еден кандидат, но конкурсот трае 30 дена, така што кога ќе го имаме главниот резултат и кога селективниот борд ќе го одбере Пијанечко-Малешевскиот пар за 9-та Пијанечко-Малешевска свадба, ќе биде подпишан свечениот чин договор за младоженците. И годинава паралелно со Пијанечко-Малешевската свадба ќе се одржи 39-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал Делчево 2015, на кој учество ќе зема 20 културно-уметнички друштва и ансамбли од Македонија и странство. Што се однесува за 39-тиот меѓународен музички и фолклорен фестивал, оваа година ќе учествуваат 15 културно-уметнички друштва, ансамбли и индивидуални исполнители од Македонија и 5 културно-уметнички друштва од странство. Главен имплементатор на Пијанечко-Малешевската свадба е Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. Покровител е Министерството за култура, а партнери општините Делчево, Пехчево и Берово. Денес во Скопје се одржува првата пресконференција за јубилејното 30-то издание на Макфест, што ќе се одржи во Штип на 3, 4 и 5 јуни. Утврден е редоследот на 30 композиции кои годинава ќе се изведуваат во живо. Денес во Порта Македонија во Скопје се одржа пресконференција во пресрет на 30-то издание на фестивалот за забавни мелодии Макфест. На денешната пресконференција беше извршено представување на учесниците, редослед на настапите, како и присутните беа информирани за сите актуелности на овогодинешното издание. Фестивалот на забавни мелодии Макфест ја одржа традиционалната пресконференција секогаш пред неговото одржување. Овој пат тоа се случи во Порта Македонија, каде што беше покрај представувањето на севкупната програма на фестивалот во рамки на неговото 30 годишно постоење и одбележување, се случи извлекување на редоследот за настап на двете полуфинални вечери на фестивалот кој ќе се одржи во деновите 3, 4 и 5 јуни. Бидејќи фестивалот ќе се одржува на 3, 4 и 5 јуни, овој пат на пресконференцијата беа презентирани и програмите кои ќе случуваат штом заврши фестивалот или додека публиката и жирито гласа за тоа кои песни ќе се најдат во финалето и кои ќе бидат победниците на Макфест. Ќе се одржи ревија на победниците на Макфест, а во финалето се очекува да настапат гости од Сплит. Ќе се гласа по пат на СМС, но оваа година е воведен коректив за да не се случуваат некои работи кои се случуваат насекаде низ Македонија со фестивалите, меѓународно жири кој ќе има значајно влијание во одлуките на фестивалот. Првите 3 композиции на овогодинешното издание ќе бидат вредносно наградени. Првата награда е во вредност од 10.000 евра,
втората е 7,5, а третата 5.000 евра. Ке бидат доделени награди за најдобар аранжман, вокална интерпретација, сценски настап и најдобар дебитант, со што ќе се заокружи и ова 30-то издание на Макфест. Вчера Штипјани повторно ја изразија својата хуманност за помош во лекувањето на младиот штипјанец Иван Стојанов. Организаторите на вчерашниот етно концерт се задоволни од посетеноста. Невладината Цивитас ќе организира настани се до комплетирање на сумата. Штипјани повторно на ниво ја покажаа својата хуманост. Големата сала на Домот на културата Ацо Шопов беше преполна од нашите сограѓани кои го проследија долго најавуваниот хуманитарен етно концерт на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот за помош на Иван Стојанов. Задоволен сум од вчерашниот концерт. Сакам да им упатам јавна благодарност на сите што дојдоа и се надевам ова ќе биде потик да го завршиме овој процес, да кажем, на собирање на средства и се надевам дека во текот на оваа година ќе успееме да собереме уште тие колку се средства, не знам, да може еден млад човек да застане на своји нози и да живее нормално како сите останати. Концертот беше организиран на иницијатива на раководството на културно-уметничкото друштво Ристо Донев учителот во соработка со невладината организација Цивитас, која подолг период наназад организира вакви настани со цел да се помогне на Иван Стојанов да замине на лекување во Кина. Салата беше полна на овој пат на Домот на културата. Им благодарам на сите штипјани кои ја покажаа својата хуманост на дело. Собравме точно 35.000 денари. Дел од средствата бија во предпродажба од влезниците во предпродажба, останатите ги собравме на тука на самиот настан. Ние не застануваме овде. Ние му ветивме на Иван дека се додека не го испратиме на лекување и се додека потребните средства не се соберат, нема да се откажеме од намерата. Ѓоргиев истакна дека Цивитас нема да застане на овој концерт. Најави дека се предвидени уште голем број настани се додека не се соберат потребните 26.000 евра. Од Цивитас веруваат дека заедно со штипјани ќе успеат да го испратат Стојанов во Кина, каде треба да му се пресадат матични клетки. Вториот силен земјотрес што го погоди Непал за помалку од 3 недели однесе најмалку 83 лица. Од 25 април бројот на загинати од земјотресот во Непал достигна 8200 луѓе. Според Министерството за внатрешни работи, 382 лица и натаму се водат за исчезнати. Земјотресите доведоа и до лизгање на земјиштето во Непал. Најмалку 5 лица загинаа, десетици беа повредени во железничка несреќа во Филаделфија. Ова го соопшти градоначалникот на градот Мајкл Нетар. Според информациите на спасувачките служби, 6 од повредените се во критична состојба. Официјалните резултати од првиот круг на претседателските избори во Полска ја потврдија победата на опозицијскиот кандидат Анджеј Дуда над полскиот претседател Бронислав. Со оглед на фактот дека ниту еден кандидат не освои повеќе од 50% од гласовите, вториот круг од изборите ќе биде одржан на 24 мај. Вечерва ќе се одигра и вториот реванш полуфинален меч во Лигата на шампиони во фудбал. Екипата на Реал Мадрид ќе биде домакин против екипата на Јувентус. Јувентус има предност од 2 гола во првиот полуфинален меч, додека пак Реал го очекува тешка работа и многу проблеми на пат до финалето, бидејќи Јувентус е вистински надпреварувачка екипа која може и знае да ја брани предноста од првиот надпревар. Резултатот од првиот меч 1:2, кој го обезбеди Јувентус на домашен терен и понатаму го остава во неизвестност вториот патник во финалето каде што е веќе Барселона. Последен пат овие два тима играа во групната фаза во Лигата на шампиони во 2013 година, каде што Реал Мадрид победи со 2:1, а во ремашот во Торино беше 2:2. Од вкупно 17 одиграни надпревари помеѓу овие два тима и двата тима имаат по 8 победи. Откако престана да се надпреварува во третата македонска фудбалска лига Исток, фудбалскиот клуб Мавеш одберува во подготовки за повторно враќање во ова надпреварување. Единицата на локалната самоуправа на чело со градоначалникот Драги Нажински во целост ја поддржува иницијативата клубот повторно да профункционира и да се надпреварува рамо до рамо со останатите екипи од Истокот, а за таа цел ја донираше потребната опрема на клубот. Фудбалскиот клуб Малеш единствено што треба да направи е да го помине неопходниот бараж кој што го организира Општинскиот фудбалски сојуз од Кучани, иако тоа се
случи веќе од следната надпреварувачка сезона, повторно би можел да се надпреварува во третата. Фудбалскиот клуб Малеш доби своја нова пререгистрација, сега тој е веќе општински фудбалски клуб Малеш. Мислам дека управата интензивно работи на подготовките кои се потребни за клубот да профункционира, тоест да почне да се надпреварува, се разбира првин во општинска лига, каде ние како општински фудбалски, подопштински фудбалски сојуз сме вокочани и мислам дека по завршувањето на тие надпреварувања се надевам ќе играме бараж, во кој бараж очекувам да го освоиме првото или второто место, кои водат во повисок ранг на надпреварување, тоест тоа е во источниот фудбалски регион. Мислам дека традицијата која ја носи Малеш тоа и го заслужува. Ние како локална самоуправа, јас како градоначалник стојам зад клубот, веќе во смисла на опремување на спортска опрема, на подготвување на теренот, тоа веќе го работиме и се надевам со добра подготовка на нашите фудбалери дека ќе успееме да ја постигнеме целта, а тоа е активно надпреварување во источниот фудбалски регион. Инаку фудбалскиот клуб Малеш е еден од најстарите фудбалски клубови во Македонија, формиран во 1919 година, а надпреварите ги одигрува на стадионот кој што е изграден во 70-тите години на 20-тиот век. Поради немање финансиски средства, клубот згасна пред 3 години. Ова е се во првиот дневник на Канал Плюс. Повеќе информации на веб страната kanalplus.mk и во дневникот во 20 часот. Имајте пријатно попладне.